почитувани дами и господа. Повторно е 2 август и повторно е и ден за почит и ден за славење. Тоа е денот кој со радост го носиме во нашите срца и души, ден кој живеел, живее и ќе живее во вековниот споменар на генерации и генерации македонски граѓани. Денес, на овој 2 август, во оваа лето 2018, ги славиме нашите два Илиндена, одбележувајќи 115 години од Илинденското востание и Крушевската република како прва република на Балканот и 74 години од одржувањето на првото заседање на АСМО. Овој наш денешен собир во чест на Илинден е всушност освежување на сеќавањето за двата грандиозни датуми од македонскиот времеплов, кои најсилно го осведочуваат вековниот стремеж на македонецот за остварување на своите национални, политички и социјални слободи и права и реализација на сонот за самостојна и независна држава. Тоа беа историски настани и увертири кои ја најавија нашата 8 септемвриска одлучност од пред неполни 27 години, кога вековниот сон за самобитност стана јавен. Споменарот најпрви не враќа 115 години наназад, на 2 август 1903 година, кога се случи непоколебливиот и јуначки восклик да се стави точка на петвековниот османлиски јарек. Сведоштвата на многу македонски мажи, жени и деца ја одразуваа вистинската слика за неподносливото робство. Жестокоста на аскерот и грдото лице на башибозлукот, палежите, зверствата и убиствата на населението ја јакнеше желбата кај народот за раскинување на тешките робски пранги преку востаничко организирање против алчната османлиска империја до конечно ослободување. Слободарскиот дух се повеќе јакнеше во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација со организирање на населението на целата територија на Македонија и формирање комиски востанички келии како предуслов за кревање востание против султанската власт. Идејата за кревање востание била недосмислена и општо прифатена од членовите на организацијата, но постоела подвоеност во поглед на датумот за неговото кревање. Додека едни биле на мислење дека не треба да се чека по тоа прашање, други, меѓу кои Гоце Делчев, го застапувале ставот дека организацијата не смее да се впушта во недоволно подготвена авантура за предвремено кревање на востание. Обидот да го спречи востанието, Гоце Делчев го платил со својот живот, кастусувајќи ја Македонија со цел разубедување на оние кои правеле организаторски подготовки за истото. По неговото загинување на 4 мај 1903 година, активностите на тој план сепак продолжиле со несмален интензитет. Па така, на денешен ден, започнало познатото и славно Илинденско востание во Македонија, со постигнување голем успех на битолскиот револуционерен округ. Првим било ослободено Смилево, па Крушево, центарот на востанието, пошто следувале ослободувањето на Клисура и Невеска, но и на многу други градови и села во Македонија. На тој начин била воспоставена Крушевската република како прва република на Балканот, настан кој како гром одекнал во Европа и светот. За жал, по 10-дневното обстојување на Крушевската република, Илинденското востание во крв било задушено на мечкин камен, но големиот подвиг на востаниците ја издигна Илинденската епопеја на пиедесталот на македонската историја. По првиот Илинден во 1903 година, само 41 година подоцна, или на 2 август 1944 година, на Македонија и се случи и вториот Илинден како епилог на уште една значајна епизода од македонскиот вековен стремеж да се биде свој на своето. Станува збор за првото заседање на АСНОМ, одржано во манастирот Свети Прохор Пчински, на кое беа удрени темелите на македонската држава. На тој ден, пред 74 години, во 17 часот и 15 минути, со пеење на песната "Изгреј зора на слободата" и со речта на најстариот член на иницијативниот одбор Панко Брашнаров,
беше отворено заседанието кое донесе големи историски одлуки и иднината на Македонија, кога се надзираа и првите слободарски утра во селата и градовите низ целата татковина, а со тоа и крајот на Втората светска војна. Во оваа прилика вреди да се издвојат судбоносните документи како што се решението за прогласување на АСНОМ за врховно законодавно и извршно тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Решението за оддавање признание и благодарност на Народно-ослободителната војска на Македонија, решението за воведување на македонскиот јазик како службен јазик на македонската држава и редица други одлуки и решенија. Беше избран и президиумот на АСНОМ со председател Методија Андонов Чемто, 20 подпредседатели, 20 секретари и 18 членови. Со тоа татковината ја доби својата физиономија, како држава со цврста платформа врз која се надградуваа сите подоцнежни белези на времето, низ кои се менуваше и посовременуваше. Ете поради овие неизбришливи факти, нашите два Илиндена се вредни за гордост и славење. Ете затоа, од Илинденската епопеја и од АСНОМската државотворност, мора да ги ползуваме искуствата и придобивките за нашето дејствување во интерес на Македонија и на сите нејзини граѓани. Мора да бидеме сериозни и одговорни и пред новите искушенија и предизвици кои се пред нас. И со заеднички мудри ангажмани да се водиме не од собствените, ами од државните интереси. Тоа е нашата задача, тоа е нашата обврска за иднината на татковината и за иднината на нашите поколенија. Нека ни се срекни и вековити двата Илиндена.